Со оглед да, од страна на претходниот председател на судечкиот совет во пресудата се навистина исцрпно образложени и научно подкрепени поимот и битието на тероризмот, во оваа прилика нема да ги повторувам истите работи со кои неспорно се согласувам, туку накратко ќе кажам што законодавецот бара за постоење на такво кривично дело. Бара две работи. И тоа извршување на едно или повеќе, значи едно од повеќето алтернативно предвидени действија, како што е убиство, телесно повредување, грабнување на лице и така натаму, и намера за загрозување на животот и телото и создавање на чувство на несигурност или страх кај граѓаните. Во конкретниот случај, двете обележја на делото постојат во дејствијата на обвинетите Алил Демири, Африм Исмаиловиќ и Агим Исмаиловиќ. Извршени се 5 дела на убиство и несомнено беше создадено чувство на страх, неизвестност, несигурност кај населението, а од самиот начин на извршување, конкретно бројот на убиствата, веќе е дефинирана намерата за загрозување на телесниот интегритет и создавање на чувство на страх. Иако е јасно дека за јавноста, пред се за семејствата на жртвите, е битно да се дознае зошто е направен ваквиот чин, односно кој е поширокиот мотив, како што може да се види од поставеноста на оваа кривично дело во нашиот кривичен законник. Мотивот не е конститутивно законско обележена истото и затоа не е ниту дел од диспозитивот на прецизираното обвинение. Во случајот, она што од доказите, изведени во текот на постапката, произлегува е фактот дека изборот на жртвите за овој чин е тие да бидат македонци. Сепак, ние како обвинителство сметаме дека со судот и со јавноста треба да ги споделиме нашите ставови за можниот мотив на овој терористички акт, до кој нормално се доаѓа врз основа на анализа на околностите поврзани со самиот настан, начинот на извршување, времето на извршување и тоа неколку дена пред Великден, етничката припадност на активните и пасивните субјекти во настанот, реакциите на и во јавноста од двата етникума, доведени во корелација со целокупната тогашна политичко-безбедносна ситуација во регионот. Инаку конкретни докази за мотивот кај кривично дело тероризам вообичаено и не постојат. Токму заради тоа што мотивот не е законско обележен на ова кривично дело, за кривичната одговорност на сторителот, вие чесен суден немате обврска ниту да го коментирате, ниту да го прифатите. Ова се само наши ставови. Зошто? Секој од нас и јавноста го поставува ова прашање и сите се имаат своји теории. Може би можело на почетокот на истрагата и после сведочењето на Хаки, органите на истражување да поработат на овој дел со Хаки, сега е веќе за тоа доцна, но веројатно тогаш биле под огромен притисок да дојдат до некаков резултат и ја занемарале можеби најважната работа за луѓето на оваа држава, и за македонците, и за албанците, но и за другите народи. Сепак се работи за настан кој што можел да предизвика повторен конфликт и многу невини жртви, настан кој ја зголеми недовербата и омразата помеѓу македонскиот и албанскиот етникум, а се задоволиле со неподкрепени тези за крвав Великден, кој несомнено има допирна точка со времето на извршување и со ефектите кои што сакале да ги постигнат сторителите, но не дава одговор зошто. Делумно, она што го спомнав, конкретно можноста за повторен конфликт и дестабилизација на земјата, што не беше далеко и да се случи, и малку фалеше да премина во тоа, е одговорот на ова зошто. Извршителите не се терористи по занимање, иако од нивните телефони може да се види дека имаат симпатии и контакти личности. Но актот, действието на убивање на 5 лица и импликациите кои што се постигнаа со тие убиства е терористички акт и извршителите тоа го знаеле. Немам никакви дилеми дека секој човек што е деловно способен ќе свати што може да се предизвика со тој чин на убиства. Токму можноста за повторна дестабилизација на Македонија е мотивот за овој чин. Во контекстот на чувствителната ситуација на Косово и Прешевската долина во тој период, во што делумно има успех, а се покажа преку револтот и омразата искажани на протестите. Во текот на работењето по овој предмет, по преземање од наша страна, се обративме до Агенцијата за разузнавање за нивни информации, но за жал работењето на таа агенција во тој период не е од некаква помош за овој одговор. Веројатно, најпрецизно, мотивите и евентуално нивните наредбодаватели може да ги кажат Африм и Алил, која ќе се соочи со домашен суд,
па ќе бидат екстрадирани, а верувам дека ќе дојде и тој ден. Агим не ја искористи таа можност. Мотивацијата досега да не се екстрадираат Алил и Африм може би е подлабока, на што упатува и неоправданата пасивност на косовските власти, но времињата се менуваат и очекувам и тие да бидат донесени пред овој суд и да се соочат со правдата, да се соочат со родителите на жртвите и нивните блиски и да им кажат зошто така безобзирно им го прекратија животот на нивните најмали. По однос на действијата на обвинетите Хаки Азири и Фейзи Азири, кои се квалификувани како помагање на сторител по извршено кривично дело по член 365 од КЗ, но од различни ставови, првенствено ќе кажам дека разликата помеѓу квалификувањето на определени действија како помагање во смисла на член 24 од КЗ и помагање на сторител по извршено кривично дело веќе претходно детално ја појасни во описот на действијата кои на Хаки му се ставаа на товар и за кој бил огласен виновен претходно. Дополнително, разликата во ставовите од одредбата од член 365 од КЗ, под кои се подведени действијата на овие двајца обвинети, конкретно околноста да на обвинетиот Фейзи Азири му се ставаат на товар две кривични дела од член 365 став 3 во врска со став 1 од КЗ, а на обвинетиот Хаки Азири две кривични дела помагање на сторител по извршено кривично дело од член 365 став 2 во врска со став 1 од КЗ, се должи повторно на нивната свест за действијата кои се преземени од страна на извршителите на конкретно кривично дело, а понатаму, во зависност од должината на казната затвор, предвидена за сторителот на главното кривично дело, за кое отпослен или се помага, таквото помагање се третира во различни ставови и е предвидена различна санкција. Имено, од изведените докази произлезе дека во моментот кога обвинетиот Хаки презема действија на криење на обвинетите Алил Демири и Африм Исмаиловик по извршените убиства, истиот бил свесен дека е извршено едно кривично дело убиство, согласно она што му го кажале и двајцата во моментот кога влегле во неговото возило и за време траење на преземање на действијата од негова страна, изразени во возење на двајцата обвинети, цело време додека траат неговите действија, кои заслужуваат кривичен прогон согласно КЗ, е свесен за извршено кривично дело убиство од две лица. Со оглед за кривично дело убиство, значи мора да се припати дека се работи за кривично дело убиство од основен вид, преведен во член 123 од КЗ, предвидена е казна затвор во траење од најмалку 5 години, неговите действија се квалификуваат како кривично дело помагање на сторител по извршено кривично дело од член 365 став 2 во врска со став 1, каде што е уредено помагањето на сторител за кривично дело за кое е пропишана казна затвор од 5 години или потешка. А во овој случај се работи за две такви кривични дела, имајќи предвид дека криел двајца сторители на кривично дело. Од друга страна пак, во време кога обвинетиот Фейзи Азири презема действија на помагање на обвинетите Алил Демири и Африм Исмаиловик, а тоа е 26 април 2012 година, кога веќе беше јасно дека е извршено кривично дело тероризам, односно дека беа извршени 5 убиства, кои несомнено предизвикаа огромно чувство на страв, несигурност и вознемирување кај населението, зашто е пропишана казна доживотен затвор, со оглед токму на свест дека истиот за таквото извршено дело, неговите действија изразени во криење и организирање на бегство на обвинетите Алил Демири и Африм Исмаиловик потпаѓаат под квалификацијата од член 365 став 3 во врска со став 1 од кривичниот законник, каде што е уредено помагањето на сторител за кривично дело за кое е пропишана казна доживотен затвор, односно во случајот на две такви кривични дела. Од тие причини предлагам обвинетите Алил Демири, Африм Исмаиловик и Агим Исмаиловик да бидат огласени за виновни за кривично дело тероризам од член 394б став 1 во врска со член 22 од кривичниот законник. Обвинетиот Фейзи Азири да биде огласен за виновен за две кривични дела: помагање на сторител по извршено кривично дело од член 365 став 3 во врска со став 1 од кривичниот законник, а обвинетиот Хаки Азири за две кривични дела: помагање на сторител по извршено кривично дело од член 365 став 2 во врска со став 1 од кривичниот законник. Што се однесува до кривичната санкција, освен максимално предвидените казни за овие кривични дела, и тоа доживотен затвор за Алил Демири, Африм Исмаиловик и Агим Исмаиловик, 15 години затвор колку што со примена на одредбите за стек
може да му се изрече на Фейзи Азири помеѓу 9 до 10 години затвор, колку што со применена одредбите за стек може да му се изрече на Хаки Азири. За ваков настан, како обвинител, но и како човек, граѓанин на оваа држава, не верувам дека со друга санкција би се постигнале целите на казнувањето.